Како што знаеме од историјата, браќата Волкашин и Углеша биле деца на извесен благородник Мрњава, кој бил роден во Захумље. За тие што не знаат, Захумље или едноставно Хум е името за еден средновековен регион и држава, односно кнежевство, што ги опфаќало значајните делови од горната или јужната Далмација, приближно од реката Неретва до градот Дубровник со поврзаната заднина и островите. Таткото на Мрњава се викал Мрњан и овој му служел на кралот Стефан Урош и неговата сопруга кралицата Елена Анжујска како благајник, односно казанец. Тој исто така работел и на дворот на Елена во Требиње во Травунија. Мавро Орбин исто така пишува дека семејството на Мрњава потекнува од Хум, а воедно споменува дека ова семејство имало уште еден трет брат кој се викал Гојко и кој се предпоставува дека имал титула логотет, а тоа е една византиска титула за високите чиновници чија задача била поврзана со финансиите. Во житието на царот Урош, односно синот на царот Душан Силни, напишано од печкиот архиепископ Пајсије I Јањевац, некаде во 15-16 век, читаме дека Гојко бил владетел на Трново. Меѓутоа, не знам сигурно и точно за кое Трново тука се мисли, дали во Бугарија или во денешна Грција, бидејќи исто така имаме град Трново и во денешна Тесалија, односно Грција. Во историјата е позната исто така и нивната сестра Јелена, која околу 1350 година се омажила за Никола Радоња, најстариот син на севастократорот Бранко Младеновиќ, господарот на Охрид, инаку предок на подоцнежните Бранковиќ. Како што знаеме, Волкашин бил таткото на крали Марко, најпознатиот јунак во нашето епско и фолклорно творештво. Во 1365 година Волкашин бил прогласен за крал на така нареченото Прилепско кралство, а неговата држава ги опфаќала териториите како на Призрен, Костур, Вардар, така и делови од Албанија, Преспа, Охрид, Дебар, Скопје, но и Приштина. Неговиот брат Јован Углеша бил деспот, односно благородник и господар кој ја создал така наречената серска држава од 1365 година до 1371 година со престолнина во градот Сер, односно градот кој царот Душан заедно со Скопје ги прогласил за свој престолнини. Во територијата на серската држава спаѓали источниот дел на Македонија, делови од Халкидик, Струмица, Мелник, Места и се граничел со имотите на брат му Волкашин. Како што гласи и самиот наслов на ова видео, логично нема да се задржувам за нивниот живот, политичка кариера, стратегии, владење и така натака, туку ќе говорам конкретно за нивното посмртно патешествие. Во својата книга Кралството на Словените од 1601 година, објавена во Пезара, Мавро Орбини вака пишува за последните денови од животот на браќата Мрњавчевиќи, имено за Волкашин, Углеша и Гојко. Цитирам: собра 20.000 војска, тргнаа во потрага по турците до Тракија, од кои повеќето беа заробени од нив. Не запознавајќи се со турците, тие ги ограбиле и запалиле нивните поседи и се вратиле назад кон Рашка, без да запазат никаков воен ред по пат. Турците, кои се засолниле во планините и будно ги следеле нивните движења, гледајќи на тоа, избрале 3000 своји најхрабри војни и приближувајќи се до опашката на противничката задна стража, каде што се наоѓала војската на Углеша, бесно ги нападнале и разбиле. Лавник Халко Кондило пишува дека Сулеман I, третиот османлиски владетел, ноќе ја нападнал војската на кралот Вукашин и неговиот брат Углеша, кој во тоа време со друг дел од војската биле во близина. Затоа, тие веднаш притрчаа со своите сили да им помогнат на своите, кои со полна брзина побегнаа пред очите на турците, не одржувајќи формација како што бараше војната должност и повторно налетаа на непријателот. Турците, гледајќи го непријателот како доаѓа оддалеку, го чекаа сплотени. Во очајната битка што следела, настанала значителна конфузија во војската на рашаните, бидејќи тие не одржувале никаква формација и не знаеле како и со кого да се борат. Турците,
Искористувајќи оваа околност, почнале да го зголемуваат својот налет и на крајот и нив ги поразиле, ставајќи ги во бегство. Кралот Вукашин и Углеша со сите сили се обидувале да ги спречат нивните да бегаат. Но, гледајќи ја својата немоќ и тие, спасувајќи ги сопствените животи, побрзале да побегнат. Гонети од турците стигнале до реката Гебр, сегашната Марица. За да не паднат во рацете на непријателот, со коњите се фрлија во реката. Истото го направиле и многу други благородници, а повеќето, заедно со Углеша и брат му Гојко, кои командувале со војската, се удавиле во споменатата река. Кралот Волкашин ја препливал реката и мачен од неподнослива жет, без да се симне од конјот, почнал да пие од изворот, заборавајќи на предпазливост. Таму неговиот паш, Никола Храсоевиќ, искусуван од синџирот, односно ланецот златен што му висел на вратот, губил во близина на селото Караманли, каде што се водела битката меѓу рашаните и турците, недалеко од тврдината Черномен во Тракија. Потоа неговото тело било пренесено во црквата Свети Димитрий, во Сушица, во Рашка. Телата на Углеша и Гојко никогаш не биле пронајдени. Други лица, кои не загинале во битката, биле заробени, живи и одведени во робство. Ова се случило на 26 септември 1371 година. Што гледаме после катастрофата и тешкиот пораз во крвавата Маричка битка, каде во турските документи е забележана како Сирп Синдиги Мухарбеши, односно во буквален превод од турски како српска деструкција. Според Орбини, мртвиот крал Волкашин бил пренесен подоцна во црквата Свети Димитрија во Сушица, поточно во Марковиот манастир во близина на Скопје, што е всушност и негова задужбина. Некои научници веруваат дека мермерната плоча од зидот на трпезаријата во Марковиот манастир зборува дека гробот на крали Марко се наоѓал токму на ова место. Меѓутоа, имаме јасна и чиста трага дека тука се наоѓа практично гробот на Волкашин, неговиот татко. Додека гробот на Марко, како што кажав во минатите епизоди, се наоѓа најверојатно некаде скриен во манастирот Свети Јован во селото Булачани на падините на Скопска Црна Гора. Иако Орбини запишал дека телата на Углеша и Гојко никогаш не биле пронајдени, сепак се чини дека не е така. Во книгата на авторот Гојко Суботиќ и јеромонахот Јустин, Јован Углеша, христољубивиот деспот од Сер 1365-1371 година, објавена по повод 650 годишнината од битката кај Марица и објавена од Светата библиотека на манастирот Симон Петра. Во книгата е представена можноста смртните останки на двајца мажи во гробницата во капелата на Свети Спиридон, пронајдени при обновата на манастирот Свети Јован Претеча кај Сер, да припаѓаат токму на деспотот Јован Углеша и на кралот Волкашин. Академик доктор Гојко Суботиќ во самиот вовет на книгата пишува, цитирам: додека во пролет 1371 година за последен пат ги посети манастирите на Света Гора, серскиот деспот Јован Углеша во молитва пред одлучувачката битка го приведуваше крајот на своето владење, исполнето со настојување да го запре понатамошното ширење на турските сили на европското тло. Есента таа година на брегот на реката Марица, каде деспотот умре со својот брат кралот Вулкашин, во спомен на настанот како најблиски соседи. Представниците на светогорските братства се собираат на тој ден, на 26 септември секоја година, на местото каде што се случила битката, служат света литургија и им прават помен на паднатите. Во исто време, во манастирот Симон Петра, чиј деспот бил вториот ктитор, монасите на тој ден држат парастос за него. А се до неодамна, во 2021 година, беше одбележено со посебна прослава, бидејќи се одбележаа 6,5 века од трагичната битка. Во овој дух, уредниците на Светогорската библиотека, објавувајќи дела за последните подготовки пред судбоносната битка и вредни дотогаш занемарени подоцнежни извори, кои сведочат дека деспотот Углеша и кралот Вукашин биле погребани во
Продромовскиот манастир во Меникејската гора решиле со стручни прилози и посебна документација да ја представат личноста на серскиот деспот. Завршен цитат. За споменатиот гроб пишува јеромонахот Јустин во текстот со наслов Манастирот Свети Јован претеча кај Сер и неговата поврзаност со семејството на деспотот Јован Углеша. Едно од нашите согледувања во врска со односот помеѓу манастирот Свети Јован Крстител и семејството Јован Углеша е поврзано со гробницата што е релативно неодамна откриена во параклисот на Свети Спиридон во северниот дел на католиконот при самото реновирање. Според описот на археологот Николас Бакирцис, изградена е од глинени тули, содржала скелети на две непознати машки лица. Во потрага по идентитетот на овие две лица може да се претпостави дека тие биле во некаква роднинска врска, имале висока положба и посебен однос со манастирот. Со оглед на фактот дека во самиот католикон биле погребани други членови на семејството на Углеша, не е исклучено моштите на двајцата мажи да им припаѓале на браќата деспотот Јован Углеша и брат му кралот Волкашин, кои загинале, како што реков, на 26 септември 1371 година во битката кај Марица, сметаат овие автори. Од посебна важност е споменувањето од 1642 година од страна на печкиот архиепископ Паисије I, кој живеел дури 105 години, за погребувањето на Углеша во манастирот, што тој го запишува во житието на царот Урош на следниот начин. Цитирам: "Го погребал неговиот слуга и дека гробот и ден денес му е познат во Харманли, Бугарија. Таму се појавуваат дури и чудни работи, а луѓето оставаат приноси на гробот. Во оваа прилика Паисије забележува дека иницијативата за походот ја превзел Углеша, а не неговиот брат Волкашин. За гробот на Углеша во Харманли информацијата на Паисије неколку години подосна, во 1683 година, ја потврдува и друг српски патријарх Арсеније III Чарноевиќ. Во дневникот што го водел за време на аджилакот во Светата земја, забележува дека напуштајќи го градот Узунжево и тргнувајќи кон Харманли, на еден рид може да се види гробот на храбриот Углеша. Како материјал за разгледување на темата за принесувањето на смртните останки на двајца мажи од околината на Еврос во манастирот кај Сер, подеднакво интересен и релевантен настан е принесувањето на моштите на Света Петка Епиватска од Видин, Бугарија, во Крушевац во Србија. Како што забележале Григоријат Самблак и Константин Филозоф Констенски, принцезата Милица, вдовицата на кнезот Лазар, и монахињата Јефимија, односно вдовицата на Јован Углеша, отпатувале во Сер во 1398 година за да се сретнат со султанот Бајазид I, сопругот на ќерката на Милица, односно Оливера, и да ја побараат од него Света Петка. Имајќи ги предвид општите дипломатски односи што ги изградила Милица со султанот, можеме да претпоставиме дека и таа можела да побара посмртните останки на браќата Углеша и Гојко да бидат префрлени во манастирот Свети Јован во Сер, односно Серскиот манастир, врз основа на врските што семејството ги одржувало со манастирот, каде што се погребани нивната сестра Јелена и незините ќерки. Евентуалната анализа на скелетите на двајцата мажи, како и споредбата со посмртните останки на Јелена од капелата Свети Никола, може да доведат до посигурни заклучоци за нивната врска, возраст и однос. Описот на фотографијата на гробот и цртежот на темелите на двете капели, на сликата што може да ја видите, го содржат следниот текст. Параклисот на Свети Спиридон на северниот зид на католиконот се подпрени параклисите на блажениот Јован, Ктитор и Свети Спиридон. Првата капела целосно ја крие втората. Од десната страна на иконостасот на блажениот Јован се отвара таен премин кон параклисот на Свети Спиридон. За време на реновирањето, релативно неодамна, таму беше откриена подземна гробница во која беа пронајдени скелети на двајца високи мажи.
Местоположбата на гробот и неговата форма засводена и дзидана со тули 2,4 пута 1,7 метри и висина од 1,55 сантима укажуваат на тоа дека се работи за лица на високи позиции и во основачки однос со манастирот. Имајќи ги предвид историските факти, нивното истовремено погребување и блиските врски на семејството Углеша со манастирот, се смета дека пронајдените останки им припаѓаат на деспотот Јован и кралот Вукашин, односно Волкашин, браќата кои загинале во Маричката битка 1371 година. Значи, во житието на царот Урош, напишано од патриархот Пасије Јаневац, читаме за гробот негов кај Харманлија и пренесувањето на моштите на деспотот Јован Углеша во манастирот Свети Јован Претеча во Сер. Цитирам: "И неговите слуги го погребаа, а за гробот негов се знае до денес и се покажуваат некои чудни знаци и луѓето оставаат приноси." Потоа додава: "А неговото тело некои монаси го однеле во манастирот кај Серес, кој од самиот темел го изградил, вршејќи исцеленија, а гробот му бил кај Харманлија и до ден денес се обележен со камења." Од друга страна, Пајсије пишува дека гробот на Волкашин не се знае каде е, за разлика од Орбини, него му е непознат. Кога станува збор за гробот на деспотот Јован Углеша во Харманлија, патриархот Арсеније III Чарноевиќ, кој го посетил во 1682 година за време на неговото патување во Светата земја, во својот дневник го пишува следново, цитирам: "Појдосмо од Узунџево и остависмо друм велики налево и идосмо неколико другим путем скрозе Чалију и дојдосмо на гроб храброг Углеше, брат Волкашина краља, и отоле са ни дохом низ брдо, на реку, и ту мостот камена велик и хубав, и шехер мал и хан хубав и велик, и на среди велико кубе, и то зове се Хармајлија." Како што гледаме овде, дефинитивно се збори само за гробот на Углеша, но не и на Волкашин. Подрачјето на Харманли се наоѓа во средишниот дел на Тракиската рамнина, северно од градот тече реката Марица. Значи, од градот Харманли се наоѓа во југоисточниот дел на Бугарија, од престолнината Софија градот е оддалечен од прилика 270 км, а од турската граница е оддалечен околу 50 км. Меѓутоа, бугарската Википедија греши кога пренесува веројатно некоја локална легенда каде се вели, цитирам: "Според историските извори и според локалните легенди, во близина на Харманли се наоѓа гробот на прилепскиот крал Волкашин Марњавчевиќ, таткото на Марко, запамтен во народната меморија како крали Марко, поразен од османлиите во битката кај селото Черномен, денес Орменијо во Грција, на 26 септември 1371 година." Завршен цитат. Дефинитивно, тука е направена забуна, бидејќи се работи за Углеша, чичкото на крали Марко. Камениот мост во Харманли постои се до денес, кој се уште е главен сувенир на овој град. Тука се наоѓа и реката што се споменува. Бугарија е навистина интересна, една магична земја од тој историски аспект. Имаме навистина големо изобилство на стари, многу стари мегалитски структури и многу е можно привремено телата да биле положени на некое вакво сакрално место, односно некој долмен од минатото. Поврзаноста на Јован Углеша со Света Гора, неговите дарувања, како и силниот одглас што го имал во неа, поразот во Маричката битка, јасно се оцртуваат во комедијалниот споменик на протојереот, каде што се запишани имињата на покојниците, кралевите, патриарсите, господарите, ктиторите и другите. Следната молитва, забележана веднаш по битката кај Марица во 1371 година, привлекува особено внимание, цитирам: "Се молиме и за успокојување на душите и прошка и проштевање на гревовите на паднатите слуги Божи, царот Димитри и деспотот Јован,
и на православните христијани кои пострадаа со нив. Завршен цитат. Овој тип на споменување во споредба со оние што му претходат и следат во патријахалната хроника, првенствено ја истакнува битката кај Марица како еден настан што се случил непосредно и бил страшен за христијаните, бидејќи ги наведува и нејзините водачи и оние што загинале во битката, и се вели во оваа книга Јован Углеша, христољубивиот деспот на Сер. Српскиот патријарх Порфирije разговараше на крајот на 2024 година во Белград со јеромонасите Јустин и Нифон од манастирот Симон Петра на Света Гора. И во самиот извештај за оваа посета и разговорот меѓу другото се вели јеромонасите Јустин и Нифон му потврдиле на српскиот патријарх дека ќе го продолжат молитвеното сеќавање на деспотот Ктитор со желба да се изгради храм на местото на неговото страдање во близина на денешната грчко-бугарска граница, како и тоа кога ќе се стекнат услови да биде покренат разговор за неговото упишување во диптихот на светиите. Сеќавањето на неговите добри дела трае со векови, а особено неговата благочестивост преку даровите на светогорските манастири. За крај можеме логично да претпоставиме дека големите скелети од Серскиот манастир припаѓале на Углеша и Гојко, но не и на Волкашин, како што се сомнева авторот Гојко Суботиќ. Од друга страна, Пајсije први, за разлика од Орбини, не знае каде се моштите на Волкашин. Меѓутоа, за посмртните останки на кралот Волкашин со прилично голема сигурност тврдам дека тие се наоѓаат во Марковиот манастир, како што запишал Орбини. Иако, нажалост, досека не е покрената иницијатива од македонска или српска страна да се вршат археолошки истражувања токму на оваа тема, сепак искрено се надевам дека овој интересен потфат би ги потврдил овие тврдења, каде исходот од резултатот сигурно би го кренал моралот и духот на овој наш народ. Оставам простор слободно да оставите самите коментар, било позитивен или негативен, како уште повеќе би дошле до информации кои како мозаик ќе ја градат вистината. Притиснете на звончето како би стигнале нови информации за следната емисија која ќе го носи насловот Вандали, Германи или Словени. Благодарам.